jaz dojdov po tvoji penđeri, naša ta pesna da te razbudi. Večera ja spejam po tvoji balkoni, prosti mi te molam za site grevovi. Сега shvatim kolku si mi značila, ljubov sila kolku si mi davala, kako topla raka me milovala. Koga tvoj od miris do snema iščezna. Zavesa mi skriva ludi pogledi, duša mi plače, srce treperi. Denovi jaš čeka, noki proplaka, so tvoja ta slika od mokra pernica. Da li znaješ koliko ti me povredi, skršena i tažna ti me ostavi. Mesto merak srce, da ga posadi, koga tvoje zbogu usni suši. Srca me, ljubov me pla, gre duši te, nema poredne so srce, rosa ulička, sretja praje mi se duša, reka slobodna. Ljubov te na gnezdo svila, brstena ljuba. Mesta ti je nečego naša sudbina. Večera ja stojam pred tvojim ogradi, kleknu vam i molam za tvoji pogledi. Večera ja spejam za naši spomeni, za naša ta ljubov, te molam prosti mi. Сега shvatim kolku mnogo izgubi, bolka silna kolku sum ti ostavil. Jasno mi je сега što ja strokocka i na naša ljubov sum zaboravil. Doždovi mi plakna, ja do ljubav mi, prsti gnedno krša, solzi zokriva. Srce vo mi laže, duša nemirna, za proška ja molim, za tvoji grevovi. Ama koga gleda, oči pokajni, kako kapka rosa opaja živi. Duša mi se sleva, srce čekori, grutka suva grlo, da mi rastopi. Nemirija, borac srca me, ljubov me pla, gre duši te, nera poredne so srce, rosa ulička, srce
Се наоѓаме, почитувани гледачи, со нашата камера и со снимателот Кире Пиличев во Валандово. Не знам која ви е првата асоциација која ќе се спомене името на Валандово. Може би јапонската јаболка, може би калинката, може би грозјето и виното, но мене прва асоциација која ќе кажам Валандово ми е песната. Песната и фестивалот Фолкфест Валандово. Заради песната сме овде, но не заради Фолкфест Валандово, туку заради една група која обстојува и успешно работи во последно време, во последната година, да кажеме, може би нешто и повеќе од тоа. Се наоѓаме во едно студио, просто и не знам кај да се наоѓаме. Дали е тоа студио или деловна просторија. Тоа е всушност канцеларија на една пекара која успешно работи во Валандово. Разговараме со човекот кој го работи бизнисот кој го работи, но во исто време е фронтмен на групата Унибенд од Валандово. Тоа е Тони Узунов. Господин Узунов, прв пат во животот гледам канцеларија и студио на едно место. Како тоа? Невообичаено и за други луѓе со кои што разговараме каде работиме, каде снимаме, дека работиме во канцеларијата е малку интересно, но толку ни се можностите. Така почнавме со надеж дека ќе успееме некој ден да имаме поадекватни простори за ова работа, но и сега, за сега е сепак добро. И сега се поставува прашањето што повеќе му пречи едното на другото? Дали студиото му пречи на бизнисот или бизнисот на студиото? Во различно време функционираме како студио и во различно време, обично наутро, во текот на работното време е канцеларија, од кога ќе заминат дистрибутерите, канцеларијата се претвара во студио и така, се собираме секој ден, преку ден помалку, вежбаме, свириме, имаме редовни проби во понеделник, кога канцеларијата не функционира како канцеларија. Така, меѓутоа изгледа многу убаво. Мене ми е многу сето тоа симпатично, на канцеларија со многу инструменти, со гитари, со примови, со клавир, овде со неопходната опрема за снимање и во исто време она неопходна опрема за канцеларија, бироа, документи и така натаму и така натаму. Кажете ми, збор 2 за Унибенд. Постоите колку време? Нешто повеќе од година дена постоиме како Унибенд, иако повеќе и од 3 години функционираме така. Свириме, се забавуваме, али година и нешто, пред година и нешто почнавме со изработка, со стварање на наши песни, авторски, кои што заедно ги работиме, и поентата ни беше да направиме нови песни во жичен стил, со гитари, акустично. Обрнуваме внимание тоа да биде прикладно, убаво за уво, за поширок аудиториум, посебно за средните и повозрастните слушатели. Унибенд пред тоа беше познат како која група? Претходно функциониравме како Примариус бенд и успеавме да снимиме 10 песни и објавивме едно CD, но соработката прекина и дел од Унибенд дел од Примариус бенд, поголемиот дел, си продолживме како Унибенд и почнавме со стварање на нашите песни, кои што веќе ги имаме околу 10. Она што го спомнувавте од ние 10 песни кои ги имате, пред да започне снимањето на овој наш разговор, имавме можност да слушнеме некои од тие композиции и морам да признам дека звучат прекрасно. Тоа е нешто ново, нешто што го задржува оној македонски мелос, со кој се карактеризираше порано Фолкфест Валандово, за жал во последните години не е така. Она што е интересно и треба да го знаат гледачите, дека Тони Узунов е всушност автор на сите песни, така ли? Автор на музиката и на текстовите се мои, во аранжманите заслугата е на целиот бенд, посебно на Душко Костадинов и
Петар Јованов. Заедно ги дефинираме текстовите, иако се мои, првите корекции тука се прават заедно, бидејќи сме бенд и така доаѓаме до најдобриот текст, најдобрата мелодија, хармонија, интонација, ритам и така. Заеднички тоа го работим, инаку идејно се песните ги стварам јас. Прва рожба, надеж болка, тага горчина. Втора рожба, радост прва, ни се роди керкоти. Среќа, радост, Бог ни дари, род ни подари. Време мина, лична мома, ти ни порасна. Очи твои сега плача, пенџери манастирски. Мајки носи, срце скина, мое зацрни. Каждих души празни, срца скршени, наши молитви пусти, да се вратиш ти, майкините состри, земја падала, земја и покрила, Маката горна, татковите солзи, молачега, дома да се вратиш, да ме прегрнеш. солзи горки, солзи жешки, солзи мајкини. Солзи лути, машки тешки, душа моја натопи. Вечно горат, нов губолат, болна тишина. Каждой души празни, срца скршени, наши молитви пусти, да се вратиш ти, майкините
Покрај тоа што се забавувате, претпоставувам, свирите, се дружите и така натаму, имате амбиции да излезете надвор од атарот на Валандово, нели? И веќе ве има и на фестивали, и тоа не ве има само, не учествувате само, туку и успешно ве има, се враќате од некои од тие фестивали и со награди. Ајде зборува за тоа. Минатата пролет почнавме да ги спремивме 3 песни. Двете песни со 2 песни настапивме на фестивалот Филиграни во Скопје во октомври и потоа настапивме и на Еврофест со една серенада. Со тие 3 песни настапивме на фестивалите, на Филиграни. Песната За тебе во исполнение на Унибенд и Владко Вучков како солист ја освои втората награда од стручното жири. А на Еврофест нашата серенада со наслов Прошка, така ја именувавме, ја освои првата награда. Тоа е пехар што го имаме, може да го видиме? Тоа е Значи тоа е пехарот за прво освоено место или прва награда од Советот на фестивалот на Еврофест. На Еврофест 2016. 2016. Добро. Очекувавте ли такво признање, една така висока награда на еден вака реномиран фестивал? Јас лично, за мене беше голема успех и привилегија што стигнавме воопшто да ги објавиме нашите песни, публиката да ги слушне, бидејќи тоа е целта на песната, луѓето да ги слушнат нашите песни. Наградите дојдоа само по себе и морам да бидам искрен дека многу ни значат на нас, на сите нас за подстрек, за работа, за понатаму. Добивме друга некоја енергија во работата после тоа. И од октомври, веќе од ноември, се создадоа веќе 3-4 песни кои што се чекор понатаму од претходните 3 песни. И претходните 3 беа убави, но овие се малку, како да кажам, има повеќе искуство во нив. И успеавме тоа што со Душко сакавме. Основата на нашиот звук е македонскиот мелос. Ние сакавме да излеземе малку, да украдеме нешто од Медитеранот, да украдеме од тие топли ноти, топли призвуци. Во нашите песни ќе се слушне и Далмација, ќе се слушне и Шпанија, ќе се слушне и Италија, таму некаде по некои трагови. Успеавме сето тоа пред се да звучи убаво. И кога ќе ги спориме песните, први критичари ни се вработените тука, кога ќе им ги пуштам и кога ќе видам дека обични луѓе кои што ниеден од нив не се занимава со музика, кај нив тоа добро проаѓа, ги гледам дека им се допаѓат. Така да првиот филтер го поминуваме тука и критиките се многу позитивни. Така, и претпоставам со музиката и работата многу полесно оди, нели? Кога се слушат тие песни и се работи во исто време. Значи тивкичко, претпоставам. Да, спокојно, релаксирано. Не знам, кој имал прилика да присуствува подолго време овде, ние некогаш се преклопуваме од деловна просторија. Во еден даден момент ќе ми текне нешто, например, и ќе ја земам и гитарата, тука дистрибутерите ќе ги замолам за тишина, па некој фрагмент, некоја фраза која што во моментот ја имам како инспирација, па ќе ја снимам, па ќе дојде Душко, па ќе го слушне тоа и така почнуваме со некој фундамент за некоја нова песна. Кога веќе покажавме пред објективот на нашата камера една од вашите награди, тоа таа прва награда освоена на Еврофест 2016, овде гледам уште една, тоа е трета награда. Втора е, немој грешно. Втора. Значи втора награда од жири на Филиграни 2016 година. Зборува за оваа песна? Ова награда ја доби песната За тебе во исполнение на Унибенд и Владко Вучков. На истиот фестивал Лилјана Парнаркова настапи со песната Да се вратат, или во работниот наслов беше Да се вратат чедата. Темата е актуелна, денешна, за млади. Печалбарска, така. За овие сегашните печалбари, нашите деца што одат да се вратат овде и така. А песната За тебе е една убава
песна која што може да биде подарок од секој маж за секоја жена. Добро, од овој разговор се гледа дека мощне со љубов зборувате за она што го работите. Претпоставувам и со љубов го работите тоа. Пишувате текстови, пишувате музика, ги правите, ги снимате тие песни и претпоставувам со тоа растат амбициите на Унибенд да излезете од оваа канцеларија, да се сместите на некое добро, изолирано од надворешниот свет место, нели? И да продолжите со убави песни. Така ли? Така е. Ние првиот чекор го направивме со настапот на Филиграни. Сега сакаме песните да ги промовираме по медиумите, за да може луѓето да ги слушнат. Љубовта кон музиката е основа на се. Доколку неја ја нема, ова е, верувајте, неостварливо. Голема желба, мерак, едноставно издувен вентил за сите нас тука и самиот факт дека се бавиме со нешто креативно, убаво, е убаво. Чувството е многу убаво. И јас, еве, како фронтмен сега во моментот на групата, другите членови не сме сите овде, имаме некој зацртан план. Во тој план беше и настапот на Филиграни, во тој план наш стојат и настапи и на други манифестации, на други фестивали. Имаме песни каде ќе можеме, ќе учествуваме. Сакаме после известно време, кога ќе имаме еден опус на песни, да ја кронисаме нашата работа со еден концерт. Мислам дека тоа треба сите музичари да се стремат кон тоа, бидејќи концертот е еден вид дипломска работа. И да го споделите тоа што сте го сработиле со оние кои се вистински љубители на убавата песна. Јас после дипломирањето малку се бавев и со сликарство, па многу пати ја правам таа споредба чему ќе ни се песните ако нема кој да ги слушне, или сликите да ги нацртаме па никој да не ги види. Песните ги ствараме за да допрат до луѓето. Да направиме едно освежување. Овие песни, старите кои ги слушаме, тие не се од небо паднати. Тие некои ентузијасти во некое време, во многу потешки услови од сега, стварале. Јас и Душко и сите ние дојдовме до една констатација дека малку повеќе треба да се обрне внимание на стварањето на нешто, ама сепак да биде наше, без многу примеси, лоши примеси, кои што би го нагрдиле нашиот македонски мелос, нашата македонска музика, нашата македонска традиција и јазик. Посебно обрнуваме внимание на мелосот и на јазикот. Можностите ни се тие, кој колку може во својот инструмент даваме максимум, некогаш преснимуваме и по 3-4 пати за да видиме подобрата варијанта да дојде. Сами работиме и задоволството е уште поголемо. Мачно и дивко, јас чекам повикној, веселно в срце се пласти неспокој. Често и долго ми фали допир твој, мирис на јасмин ми фали пак нешто. Ноќи без љубов не знаеќе број, деној без работ
skratije magoj, sa prsti niz kosi, da radi dopir tvoj. Pregrabi nežni mi fali zvoro tvoj. Otvori porti mila, otvori duša ti. Razbudi sni šta spomeni stari, razbudi dobreži. Poslušaj srce mira, razvijaj duša ti. Izvišći solzi vostički gorki i fališ dušo ti. Život bez tebe ko stara stanica, ko časovnik sope, jedeno bez tebe. Nadeš i mečti zasekni venovi, za spokojni utra mi fali dušo se. Otvori porti mila, otvori duša ti. Razbudi sni šta spomeni strani, razbudi dobreži. Poslušaj srce mila, razigraj duša ti. Izviči solzi vostički gorki i fališ dušo ti. Какви да се условите, најважна е, па ке кажам, љубовта. Вие очигледно инкорпорирате во оно што го работите многу љубов. Го има, предпоставам, кај колку членови број? 7, 5 мина сме инструменталисти и 20 солисти. Јас е во ова прилика ќе ги спомнам. Јас, Тони Узунов, Душко Костадинов на соло, Петар Понов од Струмица, он е исто солист на гитара, Петар Јованов на бас гитара, Бобан Тошевски, он е перкусионист на конги, на тарабука, на тапан. И имаме двајца солисти, Владко Вучков и Лилјана Парнаркова. А Владко Вучков и Лилјана Парнаркова им се добро познати на љубителите на добрата песна, бидејќи многу пати учествувале на многу фестивали, претежно на Фолкфест Валандово, бидејќи двајцата се валандовчани, нели? Да, они се еминентни, истакнати, со голема музичка кариера и многу интензивно во животот се имат бавено со музика.
Исто и Душко од сите во бендот, јас можеби најмалку сум се бавил со музика затоа што не сум имал време. Имав други приоритети во животот. Така да малку касно јас почнав и така сум нов во оваа работа. Свирам уште од дете, но после малку обврските направив пауза еден вид, но сепак љубовта за песната од секогаш, особено за убавата песна, пред се народната. Велите, касно сте почнале, доцна сте почнале, има една емисија, ја знаете, никогаш не е доцна, така. Добро, она што е интересно е дека вие како пекара, која успешно обстојува овде во Валандово, произведувате храна за луѓето и од Валандово, па и од Струмица. Вашите производи ги има и во Струмица. Значи, со тоа ги храните луѓето, а преку вашата музика им ги храните душите и срцата на тие луѓе. Какво е чувството? Па ќе направам ќе се спомнам една моја досетка во некој разговори сум ја употребувал. Јас на моите вработени им обрнувам внимание дека лебот не е било каков производ. Ние со нашиот производ сме на трпезата во многу домакинства на ручек. Тоа е насушна потреба да. на секој човек. Кога некој ќе ти се јави на ручек или ќе дојде, нели ние викаме, не ми мислиш лошо, на ручек сме. Ние сме преку нашиот производ присутни во домовите на многу луѓе. И затоа при производството на лебот и на другите производи ние обрнуваме многу внимание. Со ова наша дејност сега имаме прилика при ручек да ги слушат и нашите песни, кои што мислам дека фантастично одговарат за една релаксирана, домашна атмосфера. Ето што веќе реков за хранење на душата. Да, значи комплетна исхрана, да. Идни фестивали, идни настапи? Сега за сега сме ги спремаме во завршна фаза песните за филиграни. За таму сме сигурни дека ќе настапиме. Имаме исто една песна која што исто и таа се работи, треба да се доврши. Планираме на фестивалот во Охрид на лето да учествуваме и таму. Охридски трубадури, така? Охридски трубадури, да. И песните ќе идат и ќе доаѓаат и ќе ги ствараме. Ќе ги промовираме преку вашата телевизија, прво во нашиот регион тука да се слушнат, што е наше да биде прво, па здравје, понатаму. Квалитетот ќе си го достигне нивото што го заслужува порано или покасно. Јас се надевам дека вие ќе го добиете заслуженото место под сонцето на македонската естрада, бидејќи тоа го заслужувате, бидејќи работите упорно, бидејќи работите со љубов. И ајде сега да се договориме, бидејќи ние од Струмица ви дојдовме во Валандово, сега чинам ред по стариот добар обичај вие да ни дојдете на нагости во Струмица, па да снимиме неколку песни од вашиот репертоар. Со задоволство ќе возвратиме посетата, се во цел и во чест на нашите песни, кои ние, иако сме малку субјективни, сметаме дека заслужуваат да бидат слушнати од вашата публика на телевизија ВИС. Ќе ви ја возвратиме посетата со големо задоволство и со голема желба и мерак дека нашите песни ќе допрат преку сигналот на ТВ ВИС во многу домови во нашиот регион. Ви благодарам на разговор. Молам.
Hrvatska pesna zapeva, toga šlagera iskopa. Ljubav naša skrišna, zimsko sonce, kratko greje, brzo gasne, izgreva i magla zaorja. Ljubav tvoja lažna, reka kratka, ujna silna, pivka gluba, brzo teče i zamiljuba. Včera potreli obrazi, križ briše sol zimovinski. Danes od srce isturi, dobar makigne mi lutija do ljubovni. Upre na tvoji nepravdi, moram dušo da zaboravam. Nova ljubov čeka tamo v nekoja, topla večer, letna pivka, pesna zvezdena, duša sretja bara,